Почесниот коктел присуствуваа автори, кустоси и презентенти на уметноста од светот. Министерството за култура го представуваше господин Златко Теодосиевски, заменик министер за култура на Република Македонија. Новинари, телевизиски екипи и познати и драги лица од бившите југословенски простори. Светот во мало на македонската територија на уметноста. Мали проблем имаше во снаоѓањето Акиле Бонито Олива во својата задача на промената на името на нашата република на табличките, а потоа исчезнувањето на знамето на Република Македонија. Може би само баланс на разбирање меѓу Република Македонија и некој што не обожава бескрајно и традиционално познатата Венеција по своите трговски преокупации. Патиштата на искажување на љубовта се велат непредвидливи, но и не непознати за Ѓунер Исмаил, министерот за култура на Република Македонија, кој припаѓа на фелата не дава лесно да се збуни. Мирољубив фидбек, пацифизам и разбирање за недоумиците и на вистина непосакуваната задача на господинот Олива. Во тоа македонската делегација сестрно му помогна да ја реши. Велат некои соништа може да се купат со пари, но твојот сон изгледа треба само да се помириса и да се види. Да, овој сон не може да се комерциализира лесно, а не затоа што е слама, него затоа што таква една комплексна композиција и затоа што без се можеме да зборуваме за некои духовни, суптилни работи, а не за... Иако ова целото биенале личи на еден саем, каде што све се комерциализира, меѓутоа ја не дојдов овде со намера да го тоа комерциализирам и да после ова манифестација бидам богат или славен, нели? Меѓутоа, ова биенале ми овозможи да реализирам една своја визија за ангелскиот свет, за ангелскиот духовен свет, иако имав поголеми амбиции да реализирам многу поголема композиција, односно представување на целата небесна хиерархија. Меѓутоа, поради, тоа се 9 ангелски чинови, меѓутоа поради многу технички и организацијски проблеми на кои најдовме, така да времето за реализирање од 40 дена беше скратено на 10 дена и условите сами технички, пред се мислам на оние помагала и машини кои требаше да се качат објектите, не ги имав можност да користам, така да изведов само 2 објекта, односно една композиција која се состои од 3 елементи, која се големина од 11 метри, целата е поставена на висина измеѓу 4 и 10 метри. Така да делува комплексно, јас сум задоволен делото што го изведов, а целата хиерархија небесна ќе изведам во некоја друга прилика. Иначе самото представување на ангелите овде во Венеција, јас се обидувам за прв пат да дадам една друга представа за ангелите. Во нашата традиција представа христијанска, ние досега сме ги поглавно представувале како златокоси момчиња облечени во бело, со одредени символи. Овој пат јас си дозволувам себе си да да одам во потрага по нови символи за ангелскиот свет. После нашето целокупно технолошко и уметничко искуство, мислам дека ние на крајот од 20 век имаме право на нови символи и овој пат на Виналето сум го потрага по тие нови символи. Нудам една поинаква версија на ангелскиот свет. Онифовисија. Дали разговаравте со некои ваши колеги, уметници, вие сте веќе 2-3 недели овде, дека ги поставувавте вашите дела. Кој е нивното искуство до сега? Дали има луѓе кои што исто прв пат излагаат? Дали има некој трепет, возбуда? Дали... Самото биенале, мисля. Да, биеналето е интересно по самиот наслов. Насловот на биеналето е транснационалност и номадизам. Раздвиженост меѓу народите, поготово ова раздвижување во Европа, што се случи во изминатите 2-3 години, да се створија многу мали држави, нови народи, нови држави. Така да... Интересно ова целото раздвижување што се случи и директорот на биеналето и авторот на изложбата Бонито Олива се потруди тоа да го искористи. Овде има многу нови павилјони, нови поставки, во многу мали земји се работат ите како големи и вредни дела и мене ми се допадна многу салони кои се како тајванскиот, кореанскиот, кипарскиот или некој африкански салони, павилјони што се излагаше многу интересни дела, а напротив некои однапред извикани павилјони нации како францускиот, англискиот, така натаму, околу кои се крева голема врева поради огромниот пропагандна машинерија, се покажа дека
нема така вредни дела и вредни уметници. Меѓутоа, сепак, ситуацијата што се случува во политиката и во она што кој има економската моќ влијајте како на уметноста и овде баш на Биеналето е најдобро огледало. Се види кој има пари, онда може да учествува овде.